Во внатрешната македонска револуционерна организација имало граѓани на Бугарија, како и граѓани од останатите држави на Балканскиот полуостров, кои влегле во организацијата за да ја покажат својата солидарност и да учествуваат во ослободувањето на Македонија. Тие активно учествувале во борбите пред, за време и по Илинденското востание. Дел од нив ги дали своите животи за слободата на Македонија. Димитар Стефанов е етнички бугарин, кој посветено изслужил на македонската кауза. Тој бескомпромисно ја бранел независноста и сувереноста на македонската организација, како задграничен представник и член на Серскиот револуционерен округ. Во македонското револуционерно движење честопати биле присутни и инволвирани на било какви начини и бугари по потекло. Сега тука се разликува нивното дејствување во однос на македонската кауза. Дел од бугарите кои што се вклучени во македонското револуционерно движење се застапувале за македонската кауза, се придржувале до принципите на македонската револуционерна организација, но имало и примери на бугари кои што дејствувале во македонското движење, меѓутоа со цел да ги реализираат стремежите на бугарската влада, бугарската политика, односно големо бугарските државни интереси. Еден од бугарите кој што е вклучен во македонското движење е и Димитар Стефанов, кој што инаку бил приврзаник на Гоце Делчев. Димитар Стефанов е роден во 1871 година, Карагач, Бесарабија, денешна Украина. Завршува правен факултет во Москва, а потоа тука ја завршува и во Киев воената академија. Се вратил во Бугарија, во Русе дејствувал како правно лице, односно адвокат и судија, но во 1900 година веќе е назначен за правен советник на Екзархискиот синод во Софија. Димитар Стефанов, тој е бугарин од Бесарабија. Тој тогаш област беше во рамките на царска Русија. Инаку завршил воено училиште во Киев, се враќа ваму, доаѓа во 900 година, бил назначен во Македонија и дори директор на гимназијата бил 900 година во Битола. Како, така речеме, чесен револуционер се вклучува во револуционерна организација и останува до крај доследен на самостојноста, на самостојноста и на организацијата и на ослободителното дело. Димитар Стефанов во македонското ослободително движење влегол по доаѓањето во Македонија. Тој во 1900 година бил директор на Екзархиската гимназија во Битола. Во периодот од 1901 и 1902 година бил задграничен представник во Софија, заедно со Туше Деливанов. Постапувајќи според инструкциите и поддржувани од Гоце Делчев и Ѓорче Петров, ги спречувале настојувањата на Врховниот комитет да воспостави контрола на граничните реони на организацијата. Стефанов активно учествувал во Илинденското востание во 1903 година во Серскиот револуционерен округ. Бил и претседател на окружниот комитет на округот. 900 година веќе е назначен за правен советник на Екзархискиот синод во Софија. Веќе во почетокот на учебната година 1901 година станува член во раководството на Битолскиот револуционерен округ. Во текот на 1902 година бил известно време задграничен представник на македонската револуционерна организација со седиште во Софија заедно со Туше Деливанов. Меѓутоа, иако тие се вторите двајца задгранични представници на организацијата, сепак биле поддржувачи на македонската кауза и действувале во согласност со принципите на македонската организација. Тие биле приврзаници на Гоце Делчев и ги спроведуваат целите на Гоце Делчев. Исто така ќе бидат значени во борбата понатамошна која што ќе ја води задграничното представништво на организацијата во Софија против продорот на бугарската пропаганда во македонското движење. Пред се тука се мисли на борбите кои што ги водат против Врховниот македонски комитет, кој што како тело на македонската емиграција во Бугарија постојано ќе доаѓа во судири
со внатрешната организација заради тоа што Врховниот комитет пред се действувал во најголем дел од неговото действување за интересите на бугарската политика кон Македонија. За време на Илинденското востание, тој веќе действува уште во мај 1903 година по Серскиот револуционерен округ заедно со четите на Јане Сандански. Во 4-члената комисија во состав со Димитар Стефанов, Димитар Мисарчиев, Георги Попхристов и Стефан Петров го представувал Серскиот револуционерен округ. Комисијата изработила привремени документи, како директива за идната дејност на организацијата, акт според кој требало да се раководат окружните раководства и упатство за војводите и местните раководства до одржувањето на Општиот конгрес и донесувањето на новите акти, како и избор на централно раководство. Директивата веднаш била публикувана и доставена на окружните комитети. Тој ќе учествува и на Рилскиот конгрес во 1905 година, каде што бил одреден повторно за затредничен представник заедно со Ѓорче Петров и Петар Попарсов. Димитар Стефанов учествувал и во Балканските војни, и тоа како водач на чета, а учествувал и во Првата светска војна, каде што бил и тешко ранен. Веќе од 1918 година тој живее во Бургас, кај што има високи политички позиции, дури бил и главен на општинското раководство во Бургас и до крајот на животот ќе живее во Бургас, кога ќе почине во 1940 година. Покрај големиот број бугарски граѓани, кои пожртвувано делувале за слободна Македонија, не е мал бројот ни на оние кои делувале во насока на остварување на големо бугарските интереси. За жал, историјата бележи имиња како Иван Гарванов, амбициозен и бескрупулозен агент на бугарската власт, кој истрајно работел во остварување на каузата на тогашната бугарска политика. Иван Гарванов е исто така бугарин по потекло од Стара Загора, кој што ќе биде постојано на некој начин вклучен во македонското револуционерно движење на различни начини. Најпрво ќе биде еден од професорите, учителите во Солунската екзархиска гимназија во Солун, меѓутоа како агент на бугарската влада поставен тука. Подоцна, во март 1897 година, ќе биде формирано едно тело од проекзархиските кругови во Солун, познато како Тајно револуционерно братство, чиј што председател ќе биде токму Иван Гарванов. Во него влега уште од така поистакнатите екзархисти Димитар Мирчев и Спас Мартинов, двајцата македонци, Спас Мартинов инаку од Битола. Ова тело инаку било формирано по иницијатива најверојатно на бугарската влада, Врховниот македонски комитет, како главни инспиратори за создавање на ваква организација во Солун, чија што цел била да ги собере на едно место сите оние приврзаници на бугарската екзархија, проекзархиски настроените пред се македонци, кои што тука действуваат. Целта на оваа организација всушност била на некој начин противставување на македонската револуционерна организација и незиниот централен комитет. Ова тајно бугарско револуционерно братство всушност действувало со идејата за автономија на Македонија, значи си присвојувало за себе цели кои што биле всушност идентични со целите на македонската револуционерна организација, но целта била да се придобие што поголем дел од македонското население во тој регион во рамките на оваа организација, која што понатаму би работела за бугарските интереси. Бугарското револуционерно братство, бидејќи зад ним стоеше и екзархијата, зад ним стои бугарските дипломатски представници во Македонија, свештеничкиот апарат, и тие успеа да создадат некои јадра своји или групи во Прилеп, во Кавадарци, во Велес, и тоа ги загрижа организација затоа што можеше да дојде до внатрешни судари и затоа решија на некој начин да се спогодат, да се договорат, и на вистина тоа е со попуштање од страна на Иван Хаджи Николов и Татарчев се постигна спогодба со тоа што да се распушти бугарското братство и на тие да се вклучат во организација. Меѓутоа поставија услов, тоа беше прифатено
еден од нивните луѓе да влези во Централниот комитет, а друг да влези во окружниот комитет, во Солунски окружен комитет и на тој начин да влезе внатре во организацијата. Уште повеќе што веќе во предходно и беше доста прилично заострена ситуацијата внатре, дори тие подготвува убиства на членови од Централниот комитет на револуционерната организација и во една ваква ситуација дојде да се постигне спогодба која што ја подпиша доктор Христо Татарчев и на тој начин сега им се возможи нивното влегување во револуционерна организација. Навистина братството формално беше распуштено, не постоеше како структура, но затоа пак тие влегоа оние пробугарските елементи внатре во раководството, директно во раководството на револуционерната организација. Интересно е тоа што братството претходно барало некои од нивните членови да влезе во Централниот комитет, но луѓето од Централниот комитет биле многу внимателни при изборот на личноста кој што треба да влезе во Централниот комитет. И во таа смисла воопшто во прво време не допуштиле тоа да биде агилниот Иван Гарванов, него му дале една маргинална улога, колку било корисно, практично или прагматично помирувањето со братството. Најинтересно е, ако го цитираме Ѓорđe Петров, и тој бил еден од најголемите противници за помирување со братството, едноставно вели капитуланти сме ние. Многу позната е неговата девиза: помирувањето со братството представува втерување на волкот во трелото. Колку Ѓорđe бил во право, се покажа набрзо. Во 1901 година во Солун се случува провала во Централниот комитет, каде што се уапсени Христо Матов Перетошев, Христо Татарчев и Иван Хаджи Николов. Затоа има различни толкувања кој се и како ја организира, меѓутоа има доволно елементи дека тоа е преку Врховниот комитет, одредени луѓе кои се испратени во Солун да ја предизвикаат таа провала, за да дојдат на удар членовите на Централниот комитет и навистина скоро целиот Централен комитет беше уапсен тогаш. Иван Хаджи Николов во овој паничен момент да не падне целата кореспонденција, архивите, печатот во рацете на османлиската власт, тој ја предава целата кореспонденција на Иван Гарванов. За ова бил известен и Даме Груев, во тој момент се наоѓал во Битолскиот затвор. И во согласно со Даме Груев, Иван Гарванов го превзема раководството на Централниот комитет на организацијата. Користејќи се со манипулации, Гарванов успеал да ја легализира својата позиција за председател на Централниот комитет. Веднаш потоа системот на колективно централизирано делување на организацијата и безпоговорно извршување на одлуките од страна на подредени органи и членови го заменил со персонален централизам. Целта на бугарската пропаганда не да се реши македонското прашање во полза на македонската организација, чија што цела автономија на Македонија. Меѓутоа автономијата е сваќана како приодна етапа кон понатамошна целосна независност, додека бугарската пропаганда низ целиот овој период имала всушност главна цел да предизвикува најразлични провокации во Македонија преку уфрлување на чети, преку забрзување на одлуката за општо восстание со цел да се отвори, да се актуализира македонското прашање и да се предизвика вмешување на големите европски држави во решавањето на тоа македонско прашање, при тоа надавајќи се дека прашањето ќе се реши во полза на големо бугарските државни интереси, а не во полза на македонската организација, чии што цели биле сосема спротивни од она што била целта на бугарскиот двор, на бугарската влада. Иван Гарбанов со неговите помошници, всушност, задграничните представници кои што се сменети, Христо Матов и доктор Христо Татарчев, ќе успее да спроведува една политика која што ќе води кон восстание во Македонија, иако дел од македонскиот револуционерен кадар биле против кревање восстание, односно, таквите кадри како Гоце Делчев се застапувале да се води една стратешка војна, сметајќи дека отворен судир со отоманските војски ќе доведе всушност само до пропаст на македонското дело. Иван Гарванов пристапил
кон раководење со организацијата, со така наречениот персонален централизам и да ги спроведува инструкциите од Врховниот комитет за прерано кревање на востание, кои што веќе и агитирале дури со пропаганден материјал дека веќе идната година, 1903 година, се подготвува во пролетта кревање на вооружено востание. Но тоа не било во согласност со целите на македонските важни револуционери и организатори на вооружената борба, како што биле Јане Сандански и Гоце Делчев. На Солунскиот конгрес се донесе решение за кревање на востанието и тоа го направи, се разбира, Иван Гарванов, она што беше долгорочно проектирана политика како треба да се постапи натре во организацијата, за да може на овој начин со предизвикување на такво востание, спета ќе се нанесе удар на организацијата, ќе дојде деморализација на населението и тога ќе се јави Бугарија како фактор, мислам, и пред меѓународниот фактор, големите сили, ќе се исполни дека таа што односно од Бугарија зависи мирот или, да речеме, или ќе има бунтовно или востаничко движење во Македонија. А после се разбира оние подготвителни работи по донесувањето на одлуката за востанието, она што исто така го направи Иван Гарванов, заедно со Матов и Татарчев како загранични представници, и што тоа издейства да се направат отстапки од страна на задгранични представници, врховистите, така речеме, водечките, дури личности на Врховниот комитет да земат учество во востанието. Востанието е кренато и се покажало всушност како неуспешно за македонското револуционерно дело. Се тоа ќе доведе до тоа по 1903 година, односно по Илиденското востание, оние македонски револуционерни водачи собрани во Софија да почнат меѓусебни судири, односно расправи, негодувања во однос на и осуди во однос на оние кои што се одлучиле да изгласаат кревање востание во Македонија. На еден општ конгрес кој што е одржан после низа окружни, околиски конгреси и советувања, на општиот конгрес во Рилскиот манастир во Бугарија 1905 година, особено серската револуционерна група под водство на Јане Сандански ќе побара одредување смртни казни за Иван Гарванов и за Борис Арафов. Извршувањето на смртната казна за Иван Гарванов и Борис Арафов ја презел Тодор Панеца. Тој на 28 ноември 1907 година во Софија со 2 револвери ги застрелал и смртно ги ранил и двајцата. По нивното убиство било невозможно повторно обединување и помирување на организацијата. Во 1907 година е донесена одлука да се изврши смртна казна. Смртната казна ја извршува Тодор Панеца, кој што исто така е бугарин, но е приврзаник на делото на Јане Сандански. Тој извршува буквално во домот на Борис Арафов и Иван Гарванов, каде што и двајцата се убиени. Во 1894 година, по падот на режимот на бугарскиот премиер Стефан Стамболов, се создале поволни услови за политичко организирање на македонската емиграција. На територијата на Бугарија како слободна држава мигрирале голем број на население од Македонија, особено интелектуалната елита, бидејќи тоа што останало овде во рамките на Османската империја имало многу помалку можности за изразување или за било каква општествена, културна или друга дејност, и со тек на време ова елита станала магнет кој што привлекува дополнително нови маси од Македонија кои што се движат кон Бугарија. Британските согледувања констатираат дека во Бугарија има значително зголемување на населението и оценката е дека тоа не е последица на природниот прираст, туку е последица на македонската емиграција и таму се прави една интересна анализа, се оди до таму што дури се утврдува колку голема улога имаат македонците воопшто во животот на Бугарија. Во таа смисла изведена статистика колку македонци има вкупниот број на учители во Бугарија, пресметено е дека некаде околу 300 офицери во бугарската армија се по потекло од Македонија, од вкупно 8 митрополити, дури 4 се по потекло пород македонци, што значи ги имаме на секој чекор во бугарското општество.
Тоа е голем потенцијал за во секоја смисла, и во економска и во политичка смисла, меѓутоа тоа е потенцијал кој што може да биде опасен и на едната и на другата страна, и за самата Македонија, и за самата Бугарија. За Бугарија е опасен потенцијал затоа што со таквиот прилив тоа не станува само политичко прашање, туку тоа е економско прашање за Бугарија. На таквите луѓе треба да им се обезбеди престој и живот. Но од друга страна пак големото присуство на македонците во Бугарија и нивното влегување во јавните институции раѓа незадоволство кај бугарските граѓани, бидејќи македонецот се нашол во надпревар со бугаринот по неговата служба, по неговото парче леп, и во висок степен бугарите се чувствуваат дури и фрустрирани. Најдобра потврда за тоа представува еден разговор помеѓу бугарскиот трговски агент во Солун, Атанас Шопов, иако е трговски агент, станува збор за сушто што исполнува улога на дипломатски представник, меѓутоа трговски се именува затоа што Бугарија се уште не е наполно независна држава и е под покровителство на османиската држава, па затоа се именува трговски агент. Во неговиот разговор со солунскиот Валија во 1904 година, во врска со македонските работи, во врска со настаните и движењето на чети од Бугарија кон Македонија и обратно назад, интересно е кога Валијата го прашал Шопов дали македонците уште бујствуваат во Бугарија. По таа смисла, Шопов му одговора како да не бујствуваат, Паша Ефенди, кога македонска е толпата по улиците, тие не ги презедоа најдобрите места, тие не ги презедоа сите служби, тие ги презедоа министерствата, практично тие презедоа се во Бугарија. Избавете не од нив заради Бога. Сушност, што сакал да кажал Шопов? Ослободете не, вие расчистете овде, во Османлиска Македонија со македонците, ќе не спасите и нас во Бугарија од нив. Но се разбира, тоа е само една изјава даден во еден момент пред еден државник на една голема империја со која што Бугарија често пати има расипани и развалени односи. Од друга страна, во официјалната политика Шопов секогаш настоја македонците да ги представи како бугари. Значи, по руско-турската војна, нали, кога се создава бугарското књежество, значи еден голем дел македонци, нали, се доселуваат во Бугарија, создават се македонски друштва и така. Сега бугарската буржуазија и бугарскиот државен врв, нали, и кнезот, нали, дворецот, нали, сакат да ги користат тие, значи македонци сакат да ги користат за своји цели. И за тоа македонците создават примерно македонско друштво. Потоа, нали, под притисок тоа друштво става македонско-бугарско или бугарско-македонско. Или ако не може да стане, нали, тогаш па веќе, нали, права се дублират и така и така. Сега во 1893 година се знае, нали, дека се создава Натрешна револуционна организација. Во 1895 година се јавува, нали, тоа македонски комитет, нали, кој значи во декември 95 година, нали, става Врховен македонски комитет. Ова била една организација на македонската емиграција која што имала за цел давање на морална и материјална поддршка во иднина на македонското револуционерно движење и пред се било предвидено нивното дејствување да биде преку легален пат. Меѓутоа, уште во истиот тој период, бугарската влада насетила дека ова македонско движење во Бугарија, во Софија, може да биде искористено за бугарските цели и бугарските интереси. За председател на Македонскиот комитет бил избран Трајко Китанчев, чесен и енергичен македонец, тогаш пратеник во бугарскиот парламент. Во почетокот се става Трајко Китанчев, македонец, нали, почтен човек, нали, во то и се користи таа работа, нали, за да се провоцира така нареченото мелничко востание во 1895. Трајко Китанчев сваќа дека, значи, дека е, нали, користен за туги цели, нали, за бугарски цели и умира од срцев удар. И тогаш во декември 1895 година веќе комитетот е Врховен, нали, македонски комитет. Со тоа, нали, веќе покажува амбиција да управува и Натрешната револуционерна организација. И кој става, нали, на чел? Става генерал Данаил Николаев. Во тој период започнува вмешување на бугарската политика, на бугарските политички и воени кругови во активностите на македонската емиграција во Софија. Почнуваат тие да организираат, да вооружуваат чети, кои што понатаму ќе бидат поттикнати на
навлегување на територијата на Македонија. Меѓутоа, сето тоа ќе резултира само со провокации. Всушност, на таков начин македонската емиграција во Софија била злоупотребена од страна на бугарската влада за отварање на македонското прашање. Интересно е тоа што многу пати кога начело на македонската емигрантска организација во Софија, Врховниот македонски комитет, доаѓале луѓе кои што биле македонци по потекло, тогаш доаѓало до подобрување на односите на емигрантската организација со внатрешната организација, соработка и честопати и материјална поддршка добивала внатрешната организација во однос на пари, во однос на вооружување. Таков е примерот со периодот кога начело на Врховниот комитет доаѓа Христо Станишев, кој што е македонец по потекло од Кукуш, тука доаѓа до подобрување на односите. Подоцна исто така во времето на Борис Сарафов, кога тој е председател на Врховниот комитет, интересно е што во тој период огромно количество на оружје и на материјални средства ќе биде донирано за внатрешната организација. Ако се направи анализа, всушност на председателите на комитетот, врз основа на тоа кој од каде потекнува и од какво етничко потекло е, тогаш многу лесно ќе се разбере политиката што овој комитет ја има воопшто кон Македонија и генерално кон тајната Македонодранска револуционерна организација. Така, например, најзострени односи имаме во времето на генералот Данаил Николаев, човек кој што е родом од Бесарабија, тоа е денешна Украина, тогашна Русија, кој што градел односно воена кариера во Бугарија и нешто подоцна во времето на Стојан Михајловски, кога тој е председател, а подпредседател е генерал Цончев. Во 1901 година, по падот на Борис Сарафов од позицијата председател на Врховниот македонски комитет, на чело на Врховниот комитет е избран Стојан Михајловски. Тој е човек интелектуалец од висок ков, истакнат и интелектуалец и општественик во бугарските средини, дипломирал право во Франција, човек кој што во меѓувреме е и дописен член на Бугарското книжевно друштво, всушност тоа е денешната Бугарска академија, човек кој што предавал на Софискиот универзитет, сатиричар, поет, значи навистина интелектуалец од висок ков. Меѓутоа тој е човек кој што всушност служи само како маска за да се прикрие активноста на Врховниот комитет, односно тој е маскотата на Врховниот комитет пред бугарското општество, бидејќи зад него стојат сосема други личности, а пред се тука е Иван Цончев, генерал од бугарската армија. Цончев подоцна ќе биде избран за подпредседател на Врховниот македонски комитет и всушност политиката и раководењето со ова организација го има Иван Цончев. Голем број на дејци на македонската внатрешна организација влегле во преговори во тој период со Врховниот комитет, имали лични средби со генерал Данаил Николаев во Софија. Тука е средбата на Гоце Делчев во февруари 1896 година, каде што целосно се разидуваат околу идното действување на таа емигрантска организација, па потоа средбата со Дамјан Груев и слично. Значи, тука првпат всушност сватиле македонските револуционери дека целта на оваа емигрантска организација во иднина е да се наметне целосно врз раководењето на македонското револуционерно движење. До подобрување на односите помеѓу тајната македонско-одринска револуционерна организација и Врховниот македонски комитет дошло за време на председателствувањето на Христо Станишев, кој бил македонец од Кукуш. Соработката била продлабочена за време на председателствувањето со Врховниот македонски комитет на Борис Сарафов, кој исто така е македонец по потекло од село Либјахово, Неврокопско. Нешто подоцна доаѓаме не само до заострување на односите, туку и до целосен прекин на односите помеѓу Централниот комитет на тајната Македонодранска револуционерна организација и Врховниот македонски комитет. И не само прекин на односи, туку тие влегоа во отворен конфликт, во отворена војна заради различните концепти и погледи
во врска со македонското прашање. Наспроти тоа пак, ако погледнеме времето кога начело на Македонскиот комитет, односно Врховниот комитет се наоѓа македонци, тогаш секогаш имаме многу порелаксирани односи на оваа институција со Централниот комитет. Таков е примерот во времето на Трајко Китанчев, потоа во периодот на Христо Станишев, човек, интелектуалец, родом од Кукуш, инженер, неверојатен интелектуалец, во тоа време многу негови дела и ден денес стојат во Бугарија, како архитект. Понатаму, времето на Борис Сарафов, кој што исто така е македонец. Всушност, уште во времето додека Борис Сарафов е председател на Врховниот македонски комитет, во тој период имало тајни договори помеѓу Иван Цончев и Борис Сарафов околу превземањето на македонското револуционерно движење. Нивниот тајен план бил Борис Сарафов да замине во Македонија и тука да ја превземе внатрешната македонска организација, додека пак Иван Цончев да поднесе оставка во бугарската армија на неговата офицерска должност и да го превземе раководењето со Врховниот комитет во Софија. Цончев е тој кој што е еден амбициозен, инаку тогаш беше подоцна го пензиониран, кој што настоеше по секоја цена да се наметне начело на организацијата, да ја превземе офицерите, да ја превземат организацијата. Тие дори раководат со востанието и се воде едни, така речеме, подолго трајни преговори. Михајловски е само маскота за да помине приказната пред бугарското општество и пред европската јавност, додека Цончев е човекот кој што ги врши балканите работи на Врховниот македонски комитет. Цончев е човек близок на бугарскиот двор, на бугарскиот кнез, човек кој што градел кариера цело време во бугарската армија, човек кој што дал заклетва на крајот на криштата на бугарскиот устав и на бугарскиот кнез дека верно ќе му служи, и разбирливо е дека навистина верно му служил, но не и на македонското дело. Намерата на Цончев во договор со бугарската политика и во интерес на бугарската политика е што побрзо да се испровоцира востание во Македонија, а причина за тоа е именувањето на Фирмилијан за владика во Скопје. Фирмилијан е србин по потекло, но е именуван за патриаршиски владика преку Цариградската патриаршија, бидејќи србите нема автохтона црква во османлиската држава, беа принудени да бараат компромиси со работка со Цариградската патриаршија, а всушност тоа се разбира се тоа беше насочено против бугарската пропаганда во Македонија. Ете во една таква констелација Иван Цончев набрзо ќе почне да подготвува чети и да ги испраќа во внатрешноста на Македонија, а од друга страна пак Стојан Михајловски ја води онаа друга легална кампања преку печатот, преку медиумите, преку устна реч во Бугарија против дејците на Тморо. Нивната главна намера е компрометирање на раководството на македонското револуционерно движење, потоа што на задграничните представници Гоце Делчев и Ѓорче Петров, а преку тоа и на Централниот комитет, при што започнуваат една крајна, невкусна, непринципиелна кампања со која што проповедаат дека дејците во Македонија први не се способни да организираат востание никогаш, а еве овие како генерали, како воени лица, веднаш може да мобилизираат луѓе и да го направат тоа. Втора работа, тие го поттикнуваат населението да не им укажуваат доверба и поддршка, бидејќи наводно дејците на Тморо, средствата кои што ги собирале од населението за вооружување, ете ги трошат за своји лични потреби во Бугарија, а никогаш не е испорачено доволно оружје, и на крајот на краиштата тие проповедаат дека кога тие ќе застанат на чело на востанието во Македонија, зад нив стои Бугарија, а зад Бугарија е Русија. Улогата на генералот Иван Цончев е тоа дека исто е бил близок со Фердинанд. Значи па потоа се спроведували, значи некои акции. И тие акции, пошто значи станува збор за периодот 1901-1902 година, така нареченото горноџомајско востание. Овој период значи кулминираат нарушувањето на односите помеѓу внатрешната организација и емигрантската организација во Софија. За на крајот сето тоа да заврши со најпрво горноџумајското востание, тоа е таа голема провокација од есента 1902 година, кое што пак ќе ја убрза одлуката за општо востание во Македонија, кога Иван Гарванов со Солунскиот јануарски конгрес и
донесува таква одлука за започнување на востанието. Токму во тој период, од кога станало јасно дека веќе во Македонија ќе се организира востание, и тоа ќе го изведе внатрешната организација, бугарските власти, за да ја симнат од себе одговорноста пред меѓународниот фактор и пред османската држава, овој пат да се покажат во улога на миротворци, го забраниле во почетокот на 1903 година, ја заплениле архивата на Врховниот македонски комитет и ја забраниле неговата дејност, дури известно време намерно интернирале одредени негови дејци, во случајот и Иван Цончев е засегнат од тоа, но многу брзо потоа власта повторно ги ослободува истите тие лица со намера да влезат во Македонија да предизвикуваат повторно нереди. Во почетокот на 1903 година, под меѓународен притисок, бугарските власти административно го забраниле постоењето на Врховниот македонски комитет. Независно од тоа, врховистичките водачи од типот на Цончев останале активни. Во тој контекст, за време на востанието во 1903 година, со согласност на задграничното представништво, Иван Цончев зел учество во борбите со османските власти околу Пирин. По задушувањето на Илинденското востание, Врховниот македонски комитет, иако официјално не постоел, генерал Иван Цончев се обидувал да ја возобнови неговата структура на територијата на Македонија, при тоа обидувајќи се да ја копира организацијската шема на тајната македонска одринска револуционерна организација. Меѓутоа, неговите обиди не дале особени резултати. По строгото предупредување од страна на Рилскиот конгрес во 1905 година, Цончев се повлекол од било какво учество во македонското движење. Починал во 1910 година во Софија. Луѓето кои што се форматираа низ оваа организација останали продолжиле да действуваат први како фракции и групи, дури во 1904 во 1905 година се обидувале повторно да се реорганизираат и да ја обноват својата организација, овој пат да ја копираат шемата на внатрешната револуционерна организација. Во таа смисла Цончев извесен период праќал своје луѓе повторно во североисточните делови на Македонија, кои што честопати доаѓале во судир со четите на Јане Сандански и другите војводи што действувале во овој регион. Меѓутоа, веќе на Рилскиот конгрес 1905 година, кога Цончев добил сериозно предупредување, писмено предупредување од страна на организацијата, практично ќе се повлече од севкупната дејност и од тогаш може да зборуваме дека сета активност на оваа институција, на оваа организација, практично нема никаков веќе организиран облик, но тоа не значи дека исчезнала идеологијата на врховизмот. Илинденскиот идеал беше изневерен. Наместо слобода, Македонија ја покри мракот на ниските интереси и манипулации на другите балкански држави и големите сили. Во вакви околности, македонскиот народ продолжи да сонува дека ќе го огрее сонцето на уште еден нов, успешен македонски Илинден.